Вести на Канал 8, добар ден. Комплетирана е изработката на годишниот план за наводнување од хидросистемот Брегалница. Тој е веќе објавен и според него со ориз ќе се засеат околу 800 хектари повеќе во однос на лани, а останатите површини се со луцерка, пченка и други земјоделски култури. Водостопанската подружница Брегалница го донесе годишниот план за наводнување за оваа година, со што земјоделските производители навреме ќе можат да видат кои површини ќе добијат вода и со какви култури ќе можат да ги засеат. Во планот е предвидено да се обезбеди вода за 6625 хектари, што се опфатени со хидросистемот Брегалница. Од нив со ориз ќе се засеат 3755 хектари, што представува зголемување од околу 1/3 во однос на минатогодишната сезона. Најголеми површини со главната земјоделска култура во регионот ќе се наводнуваат во атарот на Облешево 318 хектари, во Соколарци и Чешиново 309, односно 306, а потоа следуваат Спанчево со 292, Уларци со 286, Кочани 226, Оризари 208, Градовци и Мојанци по 190 хектари, а останатите ниви со ориз се во другите села. Освен оризни ниви, годинава од хидросистемот Брегалница се планира наводнување и на повеќе од 2000 хектари со луцерка, главно во Свети Николско, како и 1100 хектари со фуражна пченка во Зрновско и Штипско. Останатите површини се лозови и овошни насади, градини и ниви со тутун, бостан и други земјоделски култури. За да може планот да се реализира во целост на подрачјето што го покрива водостопанската подружница, ќе бидат потребни над 106 милиони метри кубни вода. Според дотокот од Брегалница, што во моментот е околу 30 метри кубни вода во секунда, како и од другите реки во регионот, се очекува до започнувањето на сезоната за наводнување да се акумулираат планираните количини. Според годишниот план, водата во каналите треба да се пушти во почетокот на април, пошто ќе започне и сеидбата на оризот. Информацијата за изготвениот план за наводнување ќе ја разгледува и Советот на општина Кочани на седницата што е закажана за вчетврток. Земјоделците од регионот пак се подготвуваат за предстојните сеидбени активности и покрај проблемите со пласманот на оризот ќе ги обработуваат површините што и лани ги работеле, откако на повеќето од нив им биле исплатени субвенциите од државата. Подобрувањето на временските услови ги активира и плановите на земјоделците од регионот за предстојната пролетна сеидба. Високите трошоци за производство и незадоволството од приходите по пласманот на минатогодишната реколта, посебно кај оризот, ги обесхрабруваат, но велат дека немаат голем избор. И пролетва ќе излезат со механизацијата за да ги обработат површините што и досега ги сееле, а за тоа што ќе добијат ќе размислуваат на есен. Еден декар околу од 10.000 сигурно ќе кошта да го спремаш за да го сееш. И семеска роба да купиш се тоа. Нафта, вода за прскање, тоа е многу битно. Водата не е за на никаде. Ѓубре квалитетно треба да има. Беше една вреќа 50 кила, 500 динара. Сега е дупло. Ѓубрината се скапи. Ѓубрино препарати, тоа е многу. Се што е сега на лани, па ќе се, може и повеќе. Нема да одбијат. Има вода, значи браната е доволно капацитет. Земјоделците велат дека веќе тече исплатата на субвенциите од државата, посебно за поддршка на оризопроизводството. Се надеваат дека на тој начин колку толку ќе покријат дел од трошоците за овогодишната сеидба на оризот. Точно во прав момент се исплаќаат сега. Тоа значи кога се најпотребни пред сезона на земјоделците. Ќе се олесни така скапото производство на оризот, ова помош ќе биде добродојдена за оризопроизводителите. Субвенциите ги добиваат земјоделците не селективно, него редоследно. Сите, па може да кажам, повеќе од 30-40 до 50% се исплатени исклучиво за оризопроизводството. Пред да се интензивира орањето на нивите на кои годинава ќе се сее ориз, во водостопанската подружница Брегалница продолжува чистењето на каналската мрежа и санирањето на оштетувањата на речните брегови. При тоа ангажирани се 3 машини на различни локации во полски оддел. Од предпријатието очекуваат планираните активности да бидат комплетирани токму пред почетокот на сеидбената сезона, а водата да биде пуштена на време. Општина Кочани ја продолжува соработката со пензионерите, а со тоа и учеството за изградба на дом за стари лица.
На вчерашната средба на градоначалникот Илиев во Министерството за труд и социјална политика било истакнато дека предвидени се средства и конечно ќе се изнајде решение за почеток на изградбата на старечкиот дом во Кочани, кој што е од регионално значење. Откажувањето на изградбата на аеродромот во Штип оди во прилог на образување на постапката околу изградбата на пензионерскиот дом во Кочани, истакна градоначалникот Николчо Илиев, кој што на денешната средба со пензионерите од Кочани информираше за постигнатиот договор меѓу општината и Министерството за труд и социјална политика околу изградбата на домот за стари лица во Кочани. Ние, како локална самоуправа, продолжуваме да соработуваме и да ги поддржуваме во секој поглед луѓето од третата доба. И во тој контекст вчера имавме средба со Министерската за труд и социјална политика, каде уште еднаш на многу високо ниво ја подигнавме изградбата на старечкиот дом во Кочани, кој е и регионален проект, односно проект на источниот регион. Мислам дека сме на добар пат да најдеме едно решение за изградба, конечна почеток на изградба на овој старечки дом. Моментално од владата кажаа дека имат предвидено средства со оглед на состојбата, односно откажувањето на изградбата на аеродромот во Штип, значи дел од средствата од ТАФ ќе бидат наменети токму за овакви проекти. Ние имавме таа среќа да имаме готов проект со кој што истрчавме и веќе конкуриравме во Министерството за труд и социјална политика и натаму ќе следиме состојбата и се надеваме на позитивен одговор и конечно почнување со градба на овој значаен проект за источниот регион. Инаку, домот за стари лица што ќе се гради во Кочани ќе ги опфаќа здруженијата на пензионерите од Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово и ќе биде од регионален карактер. Адвокатската заедница во која членуваат сите адвокати на територијата на општина Кочани во просториите на Основниот суд одржаа состанок со цел разгледување на предлог измените на законот за нотаријат кој што е доставен до владата на Република Македонија за усвојување. Расте незадоволството на адвокатите откако Министерството за правда го достави пречистениот текст на Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот, во кој сите алтернативи кои беа дадени од Адвокатската комора на Република Македонија се целосно избришани, додека нотарскиот акт е воведен за сите правни работи. Доколку владата не ги прифати нивните барања, адвокатите ќе бараат подршка од Адвокатската комора на Република Македонија и ќе започнат со штрајк. Ова беше истакнато на денешниот состанок на адвокатите од Кочани, кој што се одржа во просториите на Основниот суд Кочани. Меѓу другото, адвокатите нагласија дека ќе се спротивстават на измените на прописите со кои директно им се нанесува штета на адвокатурата и на интересите на граѓаните. Со доставените измени се предлага бришење на одредбите со кои што беа предложени измени во кои што адвокатите беше предвидено задолжително присуство на адвокатите во оставинската постапка, односно со последните измени на Законот за нотаријат беше предвидено задолжително присуство на адвокатите во оставинските постапки пред нотар. Сакам да нагласам дека со тие измени кои што веќе од 1 јануари 2017 година се применуваат на територијата на Република Македонија, присуството на адвоката е задолжително со тоа што се зголеми правната сигурност во оставинските постапки. Трошокот на странките сакам да нагласам дека остана истиот. Со новите предлог измени на Законот за нотаријат се бришат одредбите во кои што беше предвидено изработката на исправите да може нотарот освен заверката да врши и составување на исправи. Со тоа се враќа повторно она постапка кога странката оди кај нотарот за заверка, а самиот нотар ги изработува исправите со тоа што сега се добиваат и посебно се исплаќа освен за заверката, му се исплаќа на нотарот и за составување на исправите. Исто така, со овие предлог измени се укинува одредбата во која што платните налози беа задолжителни да имат адвокатски печат и подпис. Сега се доведуваме во ситуација на овој начин, доколку овие промени, измени
поминат во владата на РМ и се изгласаат од Собранието на Република Македонија, повторно да се доведеме во ситуација да го субвенционираме надреписарството, односно секое лице кое што смета дека може да состави платен налог, да го изработува во име на странката, без разлика што не се работи за адвокат и истиот да го доставува до нотарот. Со тоа сметам дека се губи уставниот карактер на адвокатурата, бидејќи адвокатурата е уставна категорија, предвидена со уставот на РМ. Со овие предлог измени на Законот за нотаријат се фаворизираат 300 нотари кои што делуваат и работат на територијата на Република Македонија за сметка на 3000 адвокати, па можеби и повеќе кои што во моментот активно работат на територијата на Република Македонија, за истите имаат обезбедено лиценци и ја остваруваат својата дејност самостојно. Во работната група која што ги изработи овие предлог иницијативи за промени на Законот за нотаријат, представникот од Адвокатската комора на Република Македонија и сите негови предлози кои што доаѓаат во име на Адвокатската комора и на сите адвокати на територијата на Република Македонија се одбиени, а во целост се прифатени сите предлози на Нотарската комора на Република Македонија, рекоа адвокатите. Владата истакна адвокатите мора да има сериозен пристап кон реформите во правосудството, кои не наликуваат на реформи, туку на исполнување на нечии желби за наштетување на адвокатската професија. На денешниот состанок сите членови адвокати, членови на адвокатската заедница на Кочани го прифатија иницијативата околу реформите на сите прописи кои штетат на адвокатурата и бараат нејзино коригирање и ревидирање на сите прописи, во спротивно истите најавуваат генерален штрајк, со што ќе се доведе во знак прашалник понатаму функционирањето на правосудството и правосудниот систем во Република Македонија. Адвокатите беа прецизни и рекоа дека штрајк би значило блокада на правосудните институции и дека нема да може да се преземе ниту една правна работа без адвокатите. Министерството за образование бара да се донесе нов правилник за храната што се дава во градинките. Во соработка со ресорното Министерство за труд и социјална политика ќе започне јавна расправа за предложените измени, пошто се очекува усвојување на документот. Се подготвува нов правилник за храната што им се дава на најмладите во образовните институции. Со предложениот документ е предвидено соленките и другите грицки да се заменат со овоши и зеленчук. Таков е ставот што доаѓа од Министерството за образование за да се наметнат нови стандарди за она што треба да избегнуваат да јадат децата. За директорите на градинките и училиштата кои што нема да се придржуваат кон пропишаното во правилникот, предвидени се и соодветни мерки и санкции. Храната во училиштата и менијата кои што ќе бидат понудени на учениците ќе мора да бидат во согласност со правилникот, а директорите на училиштата при спроведување на јавните набавки ќе мора да изберат квалитетна храна, односно мении кое што ќе биде во согласност со правилникот за исхрана. Една од причините за воведување на изменетиот режим на исхрана е што околу 1/3 од децата во државата се со прекумерна тежина, а исто толков број живеат во сиромашни семејства кои не можат да им обезбедат соодветна исхрана. Затоа и државата ќе мора да помогне храната што им се дава на децата во образовните установи да не биде со лош квалитет. Знаеме дека Македонија како држава е на вистина сиромашна и голем дел од семејствата не може да понудат избалансирана храна за своите деца. Но токму затоа системот, општеството преку градинките и училиштата треба да го задоволи барем минимумот на нутритивна вредност која што треба детето да внесе секој ден. При изработката на правилникот за храната во градинките и училиштата консултирани се и нутриционисти кои препорачале намалена употреба на масти, сол и вештачки шеќер. Пред да биде усвоен, правилникот ќе се најде на јавна расправа, пошто ќе следуваат измените и нивна примена во практика. Сдруженијето на пензионери Кочани го одржа своето редовно годишно собрание. Во присуство на делегати и гости беше разгледан извештајот за работењето во минатата и програмата за работа во оваа година. Сдруженијето на пензионери Кочани, во чии редови се опфатени над 7000 пензионери од општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, на редовната годишна конференција направи оценка за работењето во изминатата 2017 година.
Беше донесена и програмата за работа за оваа година. Председателот Ѓорѓе Серафимов истакна дека ова здружение ги обединува пензионерите од трите општини Кочани, Зрновци, Чешиново, Блешево, да се ги покажат своите резултати во активностите на здружението. Преко извештаите и од областа на сите области што ние занимаваме и што работиме на одредени пунктови, дали е тоа културно-забавен живот, дали е тоа рекреација, екскурзии, дали е спортска активност, дали е стандард, дали е здравствена заштита. На еден начин имаме богато искуство, не ние само како раководство, него има богато искуство и членството и составо на тие луѓе што ги водат тие активности. Ние сме само да ги организираме луѓето и да покажеме подобри резултати. Од областа на тоа здружението стое да ги финансира сите тие добри активности и успешно ги извршуваме тие активности. Од областа на финансиите работиме така и го цениме секој динар. Ние секоја година стандардно извршуваме биланс со 6-месечното работење и тоа преко стручните служби и преко комисијата за надзор во работењето, а тоа го кронисуваме преко извештаи пред извршен одбор. Еве сметаме да ова година ќе бидеме и домакини на регионалните спортски игри на Источниот регион. Бидејќи имаме добро искуство и имаме добри услови, сметам и на тоа поле ќе оправдаме ја довербата што Сојузот ни ја дава, бидејќи редот е кај нас да се одржат тие регионални спортски игри. И сметам и другите сите активности, и рекреации, и екскурзии, и на културно-забавниот живот имаме програмирани активности што треба малку да ги сега прошириме и на меѓународен план. Во името на Сојузот на Здруженијата на пензионерите на Македонија, присутните ги поздрави Салтир Каровски, подпредседател на Републичкото здружение, која истакна успешната соработка на Кочанското пензионерско здружение со Сојузот и поради добрата организираност на Кочанското здружение и годинава ќе им биде дадена довербата за организирање на спортски и културни активности и манифестации. Од активностите со кои се дава можност пензионерот да ги покаже своите афинитети, било во однос на културата или во однос на спортот. Тие се две тежични активности кои ги спонзорира, а истовремено и покровител Сојузот на Здружение на пензионери на Македонија. Од сите нив Здружението на пензионери Кочани постигнува значајни резултати и во делот на културата и во делот на спортот. Доказ за тоа е и минатогодишната манифестација одржана како што ја нарекуваме спортска пензионерска олимпијада одржана во Кочани. Поради дадената доверба и постигнатите значајни досегашни резултати, Здруженијето на пензионери од Кочани годинава ќе биде домакин на регионалните спортски надпревари на пензионерските здруженија од Источниот регион. Следува информацијата од спортот. Фудбалските екипи од Кочани викендов ги започнуваат надпреварите во пролетниот дел од правенствата во кои учествуваат. Женскиот фудбалски клуб Кочани на стадионот Никола Мантов ќе дочека екипата на Тиверија од Струмица, а фудбалерите на Осогово се домакини на победа од Валандово. Викендов завршува зимската пауза за фудбалските екипи од Кочани во првата лига за жени и во втората лига Исток. Тимот на ЖФК Кочани во првото пролетно коло на домашен терен ќе се сретне со фаворизираната Тиверија. Нашите девојчиња ќе имаат тешка задача да им се спротивстават на гостинките од Струмица, кои на крајот од есенскиот дел завршија на второто место на табелата, заостанувајќи само 3 бода зад водечкиот Драгон. Кочанскиот женски прволигаш пак беше осмопласиран со само 10 бода, дури 20 помалку од својот противник. Сепак тоа не би требало да ги обесхрабрува нашите фудбалерки со оглед на нивните добри подготовки во паузата и солидните резултати во пријателските контролни надпревари против Каменица Саса и Кумановска Речица. Надпреварот со Тиверија се игра в недела со почеток од 11 часот. И фудбалерите на Осогово викендов ќе го започнат пролетниот дел од правенството. По паузирањето во претходното коло што се одигра во вторникот, а во кое тие беа слободни,
Во 16-тото коло во Кочани гостува победа од Валандово. Жолто-сините на крајот од првиот дел од првенството останаа на дното на табелата, а нивниот противник беше едно место погоре со 10 бода. Поради тоа, средбата е од голема важност и за двете екипи, но домакините, освен победа, не смеат да калкулираат со друг резултат. Освојувањето на 3 бода за Осогово ќе значи одлепување од последното место и надеж дека ќе се избегне испаѓањето од лигата. Средбата се игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 14 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.